Дел од најгласните еколошки здруженија и граѓански активисти во земјава, злоупотребувајќи ги проектите за кои добиваат дебели пари од странски фондови, ги дефокусираат вистинските проблеми со кои се соочува Охрид. При тоа, пласирајќи теза дека Охрид треба да го искористи евентуалното ставање на листата на загрозени подрачја на УНЕСКО, оти на тој начин ќе сме добиле експертска, но и финансиска поддршка. Но, дека работите не стојат така, проговорија експертите. Со праќање на писма до УНЕСКО и пласирање на полувистини, односно лаги, проблемите не се решаваат. Немојте Охрид да го ставате во дупка заради некакви интереси кои што не се валидни во смисол на критериумите на УНЕСКО, вклучувајќи тука и дивоградбите, затоа што дивоградбите се наш национален проблем и локален. Ние треба да си ги решиме, не треба никој да ни ги реши. Охридските екологисти се осмелија и за прв пат отворено зборуваат за какви игри станува збор. После Шарената револуција, Здруженијето Скопје доби некаде околу 540.000 евра проект за активности на невладините здруженија во регионот. При тоа морам да кажам дека од тој проект со таа прилично голема сума на буџет, ние како здружение буквално не добиме ништо. Беме вклучени во како мали така партнери на друго друштво каде што одредени активности ги оствариме, али парите се трошат на друго место. Они главно генерално функционираат на принципот ќе создадеме проблем и врз основа на проблемот ќе добиеме пари. Ништо друго. Проблемите со кои што се соочуваат охриѓани секојдневно, дали во стариот дел на градот, или во Националниот парк Галичица, или во обкружувањето крај брежието, стојат, постојат и ево веќе 30 години се зборува за тие проекти и за тие проблеми, а воопшто во пракса не гледаме некои резултати од тие проекти. За ова неодамна проговори и градоначалникот на Охрид Пецаков. Нерешени проблеми се уште постојат и тие се горливи, но Охрид во контекст на УНЕСКО најмногу настрада заради работите кои што не се ни направени, а за кои одредени еколошки здруженија се уште реферираат до УНЕСКО, пласирајќи ги како закана за губење на статусот на заштитен град.